Не, јас ти реков, кај нас нема естрада, кај нас само политика, еве, нема да влеземе во Европска Унија. А види ги србите, надара во Амари пуктел силиконот во газот. Добро, направи ти нешто. Јас да направам. А мислиш дека не можеш? Знаеш колку пати се Јас можам, да, ми рече, ама не знам со кого. Сам? Што е ова? Убаво ти рече. Ми рече. Не знам стварно. Страшеви новости, скандали, музика, пиење, забава. Ти реков, ми рече. Ова е 21-во издание од вашата омилена емисија Ти реков ми рече. Изминативе 20 епизоди беа водени од страна на чудниот, контраверзниот, но сепак интересен и наш и ваш омилен Давид Давидовски, кој секогаш знаеше да го задржи вашето внимание. Колку е лесен, односно тежок, патот да создадеш емисија кај нас? Дали се исплати тоа и дали гостите, односно нашите звезди, ги исполнија очекувањата на водителот, продуцентот на оваа емисија? Денес во Ти реков ми рече, ќе гостува водителот, авторот и продуцентот на Ти реков ми рече. Давид Ебачот, може да кажеме слободно. Ова е фала на бабата најава. Фала на бабата најава. Добре дојде и на твој терен, како се На мој терен. чувствуваш? Имам трема, немам гостувано одамно емисија, имам трема. Ова е сега сепак моја емисија и среќен сум што ја водиш ти. Многу ти благодарам за поканата, искрено ми е чест. Фала ти што ме покани да И гостувам јас имам мојата трема емисија. да ти кажам браво. Пред се сакам да ти честитам, 20 Фала ти. емисии не са малку. и Еквивалентен е бројот со моите години. Тоа сакам да кажам. 20 години имаш, а огромен чекор имаш направено. Па кој добро е решил да се направи, како да ти кажам. мора некој. Мора нешто. Кажи ми сега, многумина не има јасно зошто снимаш тука во Метрополис радио, затоа што ова е сепак емисија, што не е само Па да, од видео карактер е сепак, да, Видео како ток шоу, телевизиска емисија, па стигам во Метрополис затоа што јас пред се работам во Метрополис, водам емисија и сега му кажувам на собственикот на Метрополис, тој е Брег, викам да направиме нешто интересно. Јас сум забранет на сите телевизии да направиме нешто занимљиво да биде, да направиме видео. Ова е емисија од ток шоу. Ајде вика, ова доле твое прави. И сега Метрополис финансира, горе-доле колку, наши продуценти се, цитираме спонзори, може да кажеме слободно и цитираме и баш вајде е добро. Супер, ми го одвлече вниманието. Фала. Зошто забранет на телевизија? Сакаш тебе да те прашам, зошто мислиш дека јас сум забранет? Тебе да те прашам, кој е твоето мислење зошто јас сум забранет? Пошто на се сите поразличен од другите? Аха, во Македонија се што е поразлично, а нормално и добро, затоа што сепак ова е држава во која што живе злобен народ. И сега се појавува добар човек кој е на толпа на луѓе во кои се злобни, сепак добриот испадне тој што на крајот е злобен или тој ќе го дисквалификуваат од игра. Така да јас кај нас водат емисии селјациве и сега јас на пример не сум селјак, сум некој урбан дечко, фраер, човек што се разбира во висока мода и сега викам да направиме нешто што е поразлично, ми одбе неколку телевизии, чао пријател, ви изгубивте, јас добив и тоа е тоа. Кој е Давид? Имавме прилика да те запознаме сега колку толку од претходните 20 епизоди. Мислам дека уште постои една енигма која ево прашање твоето име, нешто да не кажеш. Абе интересно името мора да се служиш, на пример не сум Давид Лукаров, туку сум Давид Давидовски, мислам идентично име и Само јас да презиме. ви кажам дека кога би била ја машко, тоа требало да се викам Лука, за да бидам Лука Лукаров. И јако. Така да ќе сме биле тука слични. Да, да. Ајде Ама си- тоа што имаше покрано кога беше машко, затоа има среќа што си женско, затоа еве и ти ме покани, ајде у мојата емисија. Убаво има. Да. Ајде кажуваме сега. Одговараме, не ми ги избегнуваме прашањата. Хит. Што да ти кажам, Давид, Давид е 20 годишен фраер кој што цел живот сака да биде популарен, тоа не го кријам и мислам дека тоа и го заслужувам и вредам, имам таленти у мене. На времето почнав како глумец на мои 13 години у МНТ, глумев у представи, ме виктаа како глумец аматер и глумев во некои представи. После тоа почнав исто така се бавам и со филмови и веќе порастав, завршив средно, отидов на факултет и викам да направам нешто занимљиво. Тоа не ќе да го откривам, не ќе да ги рекламирам тие вакви интересни чичковци и тетки. Добро. И ќе ти кажам приватно, после вајда ќе... Ајде да ми кажеш тогаш нешто. И сега почнавме се емисијата и баш сум напален и си ја терам. Да ми кажеш сега за твоите почетоци.
Ти ми кажа како глумец почнав, ама Да, например, за чекам емисија. за емисијата. Си седиш дома и си видиш Браво, што исто, браво. Летен распуст беше, значи ти колку години имаш? Има сум помалата. Да. Па јас сум имал 18 години, значи трета сум завршил или втора, не ме фаќа за збор. И 18 години. Само што направив 18. Па значи матурант. Не бе. Па во матурант си бил. Не. Матурант? Не, трета година бев. Само што мене ми е роден 23 јуни. Значи само што направив 18, значи сум завршил трета на четврта. Добро. Сега матура ја славев пак на 18. Не ме еби бе. 18 години имам, завршил трета на четврта, да. Ти си хит. Да. И сега седам и викам, сакам да правам емисија, затоа што гледам дека за жал како прав патриот јас нема што се смееш. Не значи дека ако си патриот дека треба да глумиш пред влада, да глумиш таму, а после да ереш да ми простен израз гомна и за владата и за опозицијата. Така да јас на пример сум прав патриот, гледам дека кај нас на пример само се емитуваат турски серии, глупости, некои други сапуници и викам треба да се направи некоја јака емисија, серија и така дале. За серија сега не бев расположен. И викам, снимаме бе нешто појасно. може ја ти да снимам. Знаеш да глумиш? Како не знам. Ја и ти нешто да Јас си снимам. одав уманата. Кај идеш уманата? Не снимав, театарска представа, бев цвеќа. Како песничка. Ја бев ловец. Јас Ти си сум имав пушкема. голема улога од мене. Ако го снимаме тој филм или серија, ќе ти дам ти да ја водиш главната улога. Ма бегај бре. Дека ме седаш само. И што ти зборев, и сега седам и му сеавам на еден фраер, кој што наскоро ќе гостува кај мене, тоа е Бане Томато, Бане Меморија, од група Бане или Меморија. Му сеавам на Бане и викам, здраво, јас сум тој и тој, човекот, молим? Викам, јас сум тој и тој, ваков и ваков сум, сакам да правам емисија. Еве вика, дечко, ти си многу храбар, јас морам да те запознам. И ме носи еден локален кафич, еден таков, малце за аристократи како нас. И одиме таму и правиме мобет, вика да, ќе почнеш. Вика интересен си, храбар си, знаеш тоа како. До 18 години сега немам видено ваков лудакал од тебе, што например е храбар да ја донесе кралевишу Македонија и да ја се облече гола. И Ја се облече гола. да, ја се облече, значи сум бил храбар да го направам тоа. Ама за жал не успеавме со Бане, некој судир на интереси беше во прашање. И окей, паузирав си, ја завршив четврта година средно и после тоа кога завршив си почнав нели високо образование. Ми сеава еден човек, многу близок, и вика дали сакаш да водиш емисија у Метрополис радио. Па викам, не знам дали можам, викам, сите ми кажуваат дека јас имам радиофоничен глас. Ја викам, ајде, јеби га, ќе идам да пробам. Ама викам, јас сум навикна да ме одбиваат, нели мене телевизија и продукција и викам, ајде ќе идам, викам барам ќе се сликам. Дека сум радио, ќе се курчам на Инстаграм. И одам и ме виде собственикот со на Метрополис пејачов брейк, ми даде да гостувам на емисија у радио, ме слушта и сега си имам свој термин, си терам радио емисија, си добивам убави парички, тоа е таа и си почнав YouTube и тоа е мојот почеток. Јеби га. Интересно да ти кажам и браво. Ако ти пречи, ако пцујам, кажи ми слободно. Нема што мене да ми пречи твоја емисија. Или денес е моја. Денес е твоја. Што е целта да покажеш? Која е твојата порака со оваа покажам. емисија? Порака? Па се промовира Македонија, има ли поголема порака од тоа? Додека, например, има некои други емисиички кои исто така не се емитуваат на ТВ, за среќа, можам да кажам за тие, YouTube емисии, кои што најбитен им е рейтингот и се борат за рейтинг, за повеќе views, и, например, ќе ги канат оние српски, знаеш како, тоа е еден морон кој води една емисија, како се викаше, на YouTube исто, те еден кафич, има, не е ни битно. Знам за кој. Не, така, тој. Кажи да. Не ми текто името, стварно ти кажувам. Никола. Окей. Така. Окей, сега тој дечко фраер. Ги кани српските кловнови. Можам да така да кажеме, старлети и така дале, кои што не вредат 5 пари, со нив само сака да се ними Кристијан Голубовиќ, тој дечко да го викаш, треба да имаш стварно ману у главата, мислам како да ти кажам. Интересен е човекот зашто? Бе, интересен, ама тој е човек што промовира мафија, тепање. Мислам дека тоа не треба да се покаже. Имавме скоро пример пред недела дена со еден случај во Србија што беше
Да такви примери треба се тргнат. И затоа јас пораката за мојава емисија е следна, дека јас можам да го договорам и Кристијан и овој и они такви старлети, курви кои буквално ми простен израз проститутки кои ми пишуваат на Инстаграм за да гостуваат, јас можам да ги викам, не сакам, затоа што и целта ми е да ја промовира Македонија. Имаш спонзори. Тоа е органска козметика со... Да се разбереме какви спонзори. За приватен живот или за емисија? За приватен живот не знам. Знаеш. Дека имаш доста пари сам да си се купиш. Не ти треба. Кажи ми, имаш спонзори. Така е. Ама спонзори како Сиора и Метрополис Радио, да се разбереме. Да, окей. Добро. Окей. Како дојдовте Во приватен живот немам спонзори, затоа што сум мушкарец и не ме требаат спонзори. Јас сум спонзор на... Некои девојки. Така е. Старлети. Па се. Добро, како дојдовте до соработка и дали добро заработуваш од тоа? Па добро е, не можам да се пожелам, добро е, значи Метрополис се главните онаа спонзори, Сиора исто така се на второ место, најдобро второ место, они ме контактира, Сиора ме контактира, дали сакаш да ти бидеме спонзори, да не рекламираш, се разбере дека да, тоа е органска козметика која дефинитивно многу служи за женското И јас можам здравје. да си ги пофалам, минатиот пат си добив поклонча, кога ќе си ги ставам, Стварно. кога ќе си се намачкам, кажи ми се, како путер си ставаш, првен кожата ми светка. Сегде? На рацете и на нозете ставам. А, Пример, кога носам фустанча кратко и ми светат нозете и баш кожата се Оф. гледа и ја осеќам дека е нахранета. Браво, браво. Ево јас. Аплауз за Сиора! Ајде, аплауз за Сиора. Направи нешто што е ново и не секојдневно на овие простори. Некој те разбра во право светло, некои те хейтат и нормално е дека нема да те разберат. Те осудуваат или како и да ги кажеме, како се справуваш со тоа? Абе сега, се заклучувам дома у WC, пуштам кадата, се давам, како се справам? Уопшто не се Докато справувам. те повредуваат Уопшто, коментари види, негативни? јас сум мртов реален увек. На 17 години, кога искочам на улица, ако некој дете е средношколец, ако некој ме навреди, тогаш сум знам да паднам од депресија, затоа што сум емотивен знак во хороскоп. Ама сега, после толку искуство, буквално не може никој да ме навреди. Имаше сега една случка, нема да ја кажам кафаната, многу нормално, пошто ми се непријатели. Бев со моја поранешна девојка во една кафана и сега доаѓа човек кој што е хомосексуалец и мисли дека јас сум хомосексуалец, ама окей, значи мене ми се пуштаат хомосексуалци, тоа не е тајна и тоа е окей, тоа е нормално да ми се пуштаат, значи сум привлечен за двата пола. Да ме допра, да ме повредат, не може да ме повредат никој, ниеден хейт коментар, знаеш зашто? Затоа што ова е маса во која што живеат селјаци, злобни луѓе. Како може на пример да ме повреди некој фраер кој ќе дојде со некоја обична мајца и мисли дека е вау, најдобар модерен и да ме повреди мене кој сум модна икона на пример. Не може да ме повреди, значи не може никој да ме повреди, јас сум над сите други за мене се смешни. Фала, пријатно. Ти значи тоа каква мајца носи, колку е скапа таа? Не, уопшто не ми значи. Ја на пример, ако ми веруваш, може да се го спремил ова прашање, не знам. Јас се дружам со сите, буквално со сите. За мене се збори дека сум арогантен, може сум арогантен до нека умерена граница. Инаку, у кафана искачам со сите, се дружам со сите, комуникативна особа сум, колку толку, шојле бојле што би рекле турци 50-50. Се дружам со сите и се Кој дружам. заслужува за тебе да се дружиш? Да, со најголемите клошари се Ајде, дружам. опиши ми вака, како еден човек, какви стандарди треба да има еден човек за да се дружи со тебе? Пред се, најголемиот и главниот стандард е единствено да биде добар човек. Ништо друго не ми значи. Само да е добар. Да не е фолирант, да не ме лаже, да не ми збори позди грб, да не ми прави сопки, да не сака да ме заебе за друго некои работи кога станува збор за пари и слично. Најбитно да е добар. Ако е лош човекот, фолирант, не ми треба. Ставам крај, јас ти ме знаеш мене, вајда, дека со пола Скопје ставам на точка, така да не ми е проблем да ставам се другата половина. Јас барам добри луѓе во мојот живот. Апел, барам добри луѓе во мојот живот, толку. Малце се. Да. Имаш некакви закани? Ти се заканува некој? Имало на Инстаграм. Какви? Да ги цитирам точно од збор. Не мора сите, али кажи некој. Ке ми цензура, ке ми стават, ке ми го избрешат, ке ми сијата, ке ми избрешат. Забрана. Како да, забрана дефини, па ке ме убиеле, ке ме киднапирале, ме виделе кај живеам, кај се движам, зашто? Дојди вечер ке ми на дома. Никако. Зашто бе? Да не сакаш да ме киднапираш? Не, да им откриеме на тие што сака. Значи ти сакаш зло да ме направиш. Не.
Не, нема да кажам кај живеам многу нормално, ама јас сум градски фраjer, значи Скопје е пичкин дим, да ми простиш израсте, молам, значи секој со секој се знае. Цела провинција е Скопје. Има од провинција кои дошле, да, окей, немам проблем, значи тие се стварно многу добри луѓе. Подобри луѓе се од провинцијалци него скопјани. Така? Ти скопјанка си чиста? Чиста. Као мене, да. Малку срвинка сум, ама. Може срвинка, може. Добре. Закони различни, например, сега знаат кај работиш у Метрополис, знаат да ми дојдат коли, да ме пратат, ќе те убиеме, она, ти не треба да живееш во оваа земја, да ти она. Су имал закони, али не обрнам внимание, многу нормално и не се плашам од ништо. Затоа што не правам криминал, затоа не се плашам од ништо. Емисија. Така е. Како Живеем свој твоите сан. пријатели ја доживуваат твојата слава? Како се носат со тоа? Види, има и некој што ми е тешко. Кога почнав се занимавам со оваа работа, многу мина онака, ама не ми биде прави пријатели. Кои ставиат точка, како ај малце вака, не ми е свеедно на сите, например мене. Зошто? Не ќе пример Не сакаат слава. И викате и Давид е познат. Давид е И се познат. да се со познати или Да, види, кај нас например секој може да биде познат. Кај нас например тиктокериве, како се вика, станаа познати, небитни фаци станаа познати, старлетиве, курвиве станаа познати. Кај нас сите се познати, како што кажав, Скопје пичкин дим, сите овде се познати на некој начин. Сега, јас сум познат по добро, по некој што прави емисија, твори и е модна икона и сега например не може секој да ја прифатат мојата слава како например седиш со Давид. Кај нас сепак важат оние стереотипи, дискриминации, например, како може да се дружи со него, он види како например со облака, он е лош човек, како може да биде поразличен од нас. И една моја добра другарица кажа, он е модна икона. Ти си сејак. И тоа е тоа. Он е добар човек. Така да ја прифаќаат горе-доле мојата слава. Али не е свеедно, затоа што ја, например, имам 20 години и често искачам, така да... Добро, сите твои пријатели се од естрадата? Не, како што кажав и на почетокот. Клошари се! Ама видно се добри. Да. Имам многу мал круг на пријатели, ама сите се оглавном добри луѓе. Каков е твојот живот во Скопје, Македонија? Пако, се заебавам. Зависи, како ти кажам. Ама би ти било полесно да си Белград. Белград, да, наравно, Европа, така е, да. Во Каде Скопје... Европа, Белград? Па не сакам били Белград или Европа. Добро. Па добро се, и Белград не е влезен во Европска унија, ама може да кажеме дека ги има оние европски стандарди. 20 години су напред. Така е. Не, уствари, ние не сме Ние се стоиме. Она стагниравме во место и се стоиме. Например, идам у банка да повлечам пари или да платам некоја сметка и например обезбеđење за да ми рече дечкове молам закопчете се. Сега, например, затоа можам да кажам дека мојот живот е пака у Скопје, али горе-доле ми е окей. И не го сменам Скопје, јас сум локал патриот. Може би за некој... имаш едно прашање, како што ми кажа на почетокот, имав една понуда за Србија, за пари кои што во Метрополис ќе ги заработам за една година, а таму за на недела, ама и одбив, сепак си го сакам Скопје. Така? Да. Патриот си. Па да, како не, да не сум патриот, ќе бев банкар. Например, јас да сакам да отворам емисија, дали би ми ја открил тајната? Не. Како да ги договорам овие сите естрадни уметници од Србија? Знаеш како треба да имаш магија или Тоа немаш. што многу познати звезди. Па можам да се гостувале пофалам на тука. 19-20 години, овде сум ги носел најголемите звезди, еве ка кажам отворено, никад у живот не сум побарал помош од никој. Никад. Брейк е мега звезда, наш популарен пејач собствеников на Метрополис, никад не сум му рекол дајте молам договори ми ја таа или договори ми го тој. Никад, све сам ги договарам, треба да имаш магија. Ако не си роден за оваа работа, ако не знаеш како да комуницираш со луѓе, не можеш ништо во животот да направиш. На пример се знам како имам некоја магија, привлечност и ги договарам. Има ли некој кој ти има одбиено? Зависи зашто. Например ти ми имаш одбиено. Ама за емисијата нема. Па зашто правиме муабет? За емисија правиме муабет, многу нормално. Ја например сум ти понудил на тебе нешто. Одбиено за емисија. Не, за една друга работа, ама ќе правиме после муабет. За поврзано со емисија, наравно, ја на емисија алудирав. Добро, ајде. Абе ме немаат. Може да се случи... А некој да ти игнорира пораката или... Имаше сега еден случај со една, нема да ја кажам, затоа што ќе ме гостува за 2 недели од сега. Тоа е една, не знам што е по професија, старлета може да кажеме, ама контроверзна девојка. Ќе ти кажам после. Ова е една девојка, старлета, ќе гостува, ќе ја видиш, плава коса има, можам да кажам, која живее во странство
и не ми вратеше на пораки. И јас тука ми се јави она мојот карактер и тука ми се јави она безобразието што ги имам, ја отерав, јас сум заборавил дека сум пишал и на мејл. Затоа што имавме некои заеднички познаници и она ми враќа почитуван Давид, а дојдам до Скопје ќе гостувам, да. Јас леле, извини што те пцуев. Значи никој те нема одбиено, на сите што ќе им пишеш... Да, се случи, например, Давид за 2 недели, може ли сега, например, имам ова, имам Добро, ама она... таа не те одбиле, ти го одложува. Ми го одложува терминот, да. Ама до сега ме нема никој одбиено и баш сум среќен. Значи ги гаѓаш гостите? У центар. Добро, а кој ти бил, например, најинтересен, кој најнеинтересен? Искрено ќе ти кажам, интересни се оние луѓе, баш со мојата екипа под продукцијата, поздрав до најдобриот Сашо, правев моабет колку се, например, поразлични србите од нас. Затоа што, например, во Србија, колку да си голема или мала звезда, они се отворени. Они живеат за интервју. Например, се палам, онака, јас горам, јас добивам оргазам кога ќе гостувам емисија или кога ги снимам моите емисии. Во Македонија нема како да гостуваш емисија, а се никој ништо тоа имео како оптоварување, како јао, брате, леле, ајде гостувам емисија, како, значи, не ќам. Затоа... Они имаат милион емисии. Ние Србите? имаме 5 емисии и дали тука и тука ќе гостуваш нема проблем. А они имаат... Они, да, зборам за нашиве фраери што ми доаѓаат. Интересни се сите оние на кои сите ме испочитувале, ама интересни се оние кои што се отворени и се без влакна на јазикот. Јас барам отворени луѓе во оваа професија. Ги ти не прашуваш можеш било што и било Ама што. да, апсолутно, ти во оваа професија не можеш да си, например, банкар па да криеш некои тајни или државен службеник па да криеш тајни. Или не знам. Добро, факт е дека јавна личност не може да има приватен живот. Не може да има приватен живот. Кај нас се кријат, јас знам пејачки што се ебат, имаат, ајде да кажем, сексуален однос на сред масу кафана, пред мој очи се случило. Пред мој очи на гадна кафана. И сега таа пејачка ми нема гостувано, не е толку популарна, ама да ја прашам ќе рече не, светот е розов, јас сум елегантна дама, не сакам да зборувам за такви работи. И многу се нервирам. А се пука на сред маса рипа. Како да ти кажам. Има ли некој кој не би го викнал повторно да гостува? Да, наравно, како да нема, например, знаеш ли кој? Па какви? Јас сум ворител, нормално ќе го одговорам, ја не сакам кога моите гости не ми одговарат прашања, ќе ти одговорам. Мирослав Кацаров и уште некој имаше. Уште некој сега ќе ми текне. Па може другар ти, како се викаше, што му бевме, исто снимавме емисија, Мишел Трајковски, така ли беше? Хармоникаш. Добро. Тие два, ја не го виктав Мишел, он ме викта мене. Добро. Мишел Трајковски, Мирослав Кацаров им е забранет влезот во Метрополис, барам што се однесува мојата емисија. Значи тоа се едни така лоши чичковци, не би дошле пак на овие простори. Дали твоите гости имале некои барања спрема тебе? Да. Дали можеби некогаш некој не си испочитувал или... Јас секојаш ги почитувам, например ми се случува... Тебе не ти испочитувал? Мене заедно да не ми испочитуваат горе-доле. Ти си навигнат. Да не ме почитуваат. Имаше еден гост, нема да кажам кој е стварно приватна работа. Дојде и вика, брате, дај, вика, буквално тој жаргон се има, брате, дај што има за пиење. И јас не можам се да користам што е во продукцијата и викам, не пијам за пиење, имам и сокови. И сега викам... Зашто не вода ми стане? Зашто знам дека си алергична на сокови. Тоа го измисли. Викам, сакаш да земам флаша некоја. И вика, ајде, купи. Не бе. Не, гостино вика да земам флаша виски, му донесам флаша виски, ја човече не ни очеков, за 2 минути ја исписам цела флаша виски. Цела флаша. Женен човекот. Па ќе му ставам вода. Цела флаша виски, цела флаша. Што ме праша? Дали некој не ти испочитувал? Не ми испочитували, имале, например, Што има врска виски да абе имале захтеви нивни, например, Давид, те молам, нема да ме прашуваш за секс, за ова, за она. А ти да сакаш да го прашуваш? Сакам, не само јас. Мене ми е гајле. Не интересира луѓето. Секој сака да знае за туѓиот живот. Ние сме воерски народ. Тоа сакаш да те прашам. Следно прашање ми е тоа, ги прашуваш познати личности за најинтимните работи што им се случиле. Сега некои ти одговарат, некои не ти одговарат. Од каде таа храброст да му речеш ти на некого
Каков бил твојот прв сексуален однос? Не, кога бил? Сега Кога како не бил? ме интересира. Верувам ужас. Ну добре, кажа, тој на 15 години. Имало и на 13. Как? Еве јас сега тебе да прашам, кога бил твојот Чекай бе, не ти го сексуален- одговорив. Мојот на 16 и пол. И пол. Во Турција. Во Турција. Со турчинка? Не, со бугарка. Ау. Да не бидам са погрешно сватен, жената беше гостинка, имаше таму некоја дешаванка и се случеше случај од мене 20 години постара. Абе, добро, како беше? Стара кока, добра јука, како беше? Боле стара да те... Да ме научи. Ти не го млада да те мучи. И? Така е. Гледаш, искуството си окажува своето. Ти си млада, уште, ајде, ајде. Храброст. Храброст? Храброст. Па ти ги прашаш татко ми, мајка ми, они ме правеле, ја имам таа храброст, така сум роден, така ми се, како се вика, направени планети во овој Марс ти влага У тоа ми влага, у тоа ми влага, директ Марс. И сега сум храбар, таков сум роден. Таков сум роден. Храбар сум, немам страф од ништо и зашто не ги прашувам јебате колку пари имаш на светка или дали крадеш или дали правиш некои Прашај ги талавери. за пари, верувам и дека ќе ти кажат сака да се издигнат. Имам Не бе толку кош, пари. немаат. А за секс не знам. Може и немале секс, така да. Прашај ги ти следен пат за пари. Добро, кажи ми, пијам си? Молам? Па еве, например, кажуваат дека си пијам во секоја емисија. Абе, како да ти кажам, и за мене кажуваат дека сум крал на универзумот, па не сум, за мене кажуваат дека сум Супермен у некое друго издање, али не сум, сега јеби ga, може да сум развиен Иначе малце, не али... си пијам? Никад не пијам у емисија, никад не ми се случило да пијам. Ме се случило со Милена Антовска еднаш, бев многу расположен, измав една чаша виски, онака знам да... Лажеш. Не лажам. А само за емисија. У емисија не Не пијам, пиеш, приватен живот знам онака... Многу пиеш. Еј, сега. Значи немаш со мене искочено со години, сега многу пиеш. Не пијам многу алкохол. Знам една чашка до 2 макс. Зависи. Тарета. Кога искочам навечер. А кога е гага во прашање, да не премем мовец. Значи некој спонзор те част. Не, кога е гага, зборам за роден ден. Спонзор живот сум немал во приватен живот. Добро. Ако сакаш биди ми ти, немам проблем. Немам ја толку пари да те облечам од глава до пет и да те шитам Не, да те тоа све е напијам. саунд. За тоа е задолжена најдобрата продукција на Метрополис. Тоа е тоа. Така? Да. Добро. Има ли некои Опаста смешни... е. Публика опаста е мала. Опаста. Јас ќе понудам работа, се колнам. Има ли некои смешни анекдоти што се случувале позади камерите? Има. Пример со тебе беше смешно. Дали памтиш кога снимавме трейлерот, Нејавната шпица, за ти реков ми рече. Тебе ти беше затоа носот, па јас у тој момент Много ме болно. снимаме емисија, ти се убацуваш, и јас викам дај да го бараме добрам Бурхан. Ја сваќам некој од Бурхан кој е тука работи кај нас во Метрополис, менаџере, и викам дека му немам бројот и го барам собственикот на Метрополис за да ти донесе капки, а човекот не знае гладата кај му. Имало многу смешни. Например со Марија Луиса носев Може да една иначе таква- да го погледнете видеото кај Давид Го гледаат на секој. Инстаграм. Не бе, кај Или- Инстаграм во секој епизода си трае. Стварно, толку Па многу не ти гледаш. Не ти гледаш, значи ова не ја гледа, ти реков ми рече не ја гледа. Не сум ги На гледала секој новите епизода на една шпица, која ќе правам Тоа. джингл си иде, да, што ти е. Леле, слушнете ме тогаш како зборам дека Носот ти е носам затнат. номиналот. Носот ти е затнат. Ма со Марија Луиса носев таква за да ми се сокријат брадавициве и заедно ми се Сега сакав и облепи. да спомнам и да те прашам, кога беше она тука во емисија, извади кондом Добро да. во една игра. Што е Од каде го извадив? Не се сеќавам, А. али кажи ми дали тоа беше намерно, случајно, договорено? Ништо у живот, мене еден искусен водител кој ми гостуван овде ми кажа, друже, вика, добар си, само договарене нас за да ни текне нешто и на вас, на нас. Ја викам, нема никаде да ги кажа моите планови за во текот на снимањето, затоа што може да се исплашите да не сака да ги направат. А вака кога е спонтан, јас сакам спонтанни работи. Јас сакам нешто што не е договорено, кога е намерно нешто. И на Марија Луиса, онака, буквално играме на игра и го вадам кондомот и испадна тен гледано и стварно испадна вирално и Марија тоа го прифати најнормално. Не ми се налути Толку после тоа. контраверзна и она... Да, Марија е одлична пејачка. Нешто, Марија е едина пејачка што го заслужува таа именка и тој статус на пејачка. Во ова. Кога збориме за спонтано и неспонтано, дали може сега една спонтано една игра да... Ајде бе, ајде, Или- може. Која ти била подрага гостинка? А гостенка, ајде бе, ајде. Добро, може и гостин. А, Пошто не, почнав со увек машки. ќе бидам реален како што сум, така Ајде, да, не Ламбе. се плашам од ништо.
Ламбе или Мартинијан Кириловски? Интересантно прашање. Мартинијан, дефинитивно. Мартинијан. Заборив да кажам, и на Ламбе Алабаковски му е забранет блество, ти реков ми рече. Зашто? Ото што си има проблеми, како ти кажам, со малце така со главата. Ми гостуваше, ми испочитува, доаѓа таму од Битола Ресен, респект, значи што и да му треба во животот, знае кај да се јави, ќе му помогнам, али јас со Ламе повторна емисија не правам. Зашто? Затоа што јас сум сепак почетник и не сум, например, некоја позната јавна фаца, таква звезда како Ламбе, и мене, например, ми треба подршка од тие звезди кои бројат илјадници на социјални мрежи, јас секогаш ги тагнувам. Сега ти знаеш кај гостуваш и знаеш што очекува кај мене, отприлика може да имаш нека перцепција. Не, ако се срамиш да гостуваш кај мене, па не живееме у 63-та, живееме у 23-та година, 2023. Така да имаш Инстаграм, ме гледаш, ти имаш нека перцепција за мене, ми ги гледаш емисиве, знаеш што можам да направам. Сега, она пример му беше незгодно што го прашав прашањава за што го запали у Битола. И Ванчо Михајлов. Ти немаш влак на јазикот. Немам влак, тоа си го прашам, дури пожар направив јас тука. Немам влак, тоа овој нешто се налоти, после тоа не ми правеше муабет и на Инстаграм онака завршива комуникација, дури не сакаше да каже како стува кај мене. И такви луѓе не сакам никогаш во животот да ги видам. И Мартинијан Кириловски дефинитивно, затоа што е многу посветен човек и Мартинијан, знаеш што е Мартинијан? Мартинијан е балканска звезда. Има пеено и концерти у Србија, у Београд има. Мартинијан кога и да гостува, два пати има гостувано кај мене. Кога и да гостува по емисии, он доаѓа со голем апетит, како да му е прв пат. Нели кога ти е прв пат си напален. Ово е напален човече, доаѓа тука среќен, јес, гостувам, супер. Затоа Мартинијан наравно. Добро. Марко Новевски или Викса Петров? Викса, Марко е супер фраер, го видов случајно тука. Марко е супер фраер, интересен дечко, нешто што направи кај мене. Он ми изгради мене како бренд, можам да кажам. Марко Новевски. Марко, ама ти го бираш сепак Викса. Да, затоа што Викса ми е колега, работиме у иста радиска компанија, групација. Затоа ќе го одберам Викса. Инаку Марко е одличен фраер, кој што, например, направи нешто кај една игра, која што кај до сега кај нас не беше видена. Еден виц кажеш, што го демонстрираше. Го кажеш ти сега? Го изрецитираш тоа? Веќе гледам, ај гледате со Марко емисијата. Ова ми е стран, поче срамате за дркање и кога ќе гледам мајка ми е стран тој избор да го споменам. Многу ми е стран. Наум Петерски или Боби Павловски? Боби, my friend, Боби Павловски. Боби е еден од ретките пејачи кои кога завршив средно и почна некоја моја депресивна фаза од животот, нели ти го кажав и томато продукција, Боби е едини на здравје. Боби е едини. Не треба да ми имаме на Не, мене ти има. Боби е едини што ми се јави, вика, друже, што се случува со тебе? Некако си ми слаб на Инстаграм, те нема кај мене на настапи, дојде частам у еден кафичо кисела вода, ме частеше и вика, Боби е едини што ми подола рака. Така да Боби Павловски, добар човек. Бомбакис или Јанко јаде бурек? Тешко прашање. Тешко. Јанко е добар човек, ме прими кај него. Сакаш добри луѓе ти? Сакам јас. Јас ти реков, јас доживам оргазам кога гледам добри луѓе околу мене. Значи моментално. Провери. Ајде иди. Кажи Иди у Бестрага. Бомбакис. Знаеш зашто Бомбакис? Зашто? Бомбакис има скоро 50.000 на Инстаграм. И ради тоа? Не, мој сега, молим те, Јанко е мега звезда, не ме заебавај. Јас седам дома нака на вечер, пушам цигара на тераса и гледам некоја порека реферат. Ја гледам Бомбакис. Реферат, човече, 500 реченици. Ти си најдобар она, почнавме комуникација, снимавме со него емисија, се отвори кај мене прв пат за неговата диагноза на канцер и ја каже кај мене, затоа сум многу благодарен. Се отвори душата. Така да Бомбакис и добар пријател ми е, вака се дружиме приватно. Милена Антовска или Снежа Велков? Милена. Затоа што ми е приватна другарка, Снежа ми е малце скромна. Не дека и Милена не е скромна, ама Милена знам јас да ја направам да биде малце пооткачена. А Снежа си е скромна, ја не сакам скромни луѓе затоа што се плашам од скромни луѓе. Секојаш вика ќути, ама бути. Затоа не сакам скромни луѓе. Марија Луиза или Андријана Кеш? Сега па и типа, не заебавај. Марија Луиза или Андријана Кеш, сите кои ме познаваат, а ме знаат многу луѓе, знаат дека само ке нив две идам у кафана на настап.
Адриана Кешум е 20 години постара од мене, Марија Луиса 10. Значи, кај која имаш повеќе шанси? Пак е помалова. Дефинитивно имам Значи, кај Марија ја бираш. Па ајде, повеќе шанси за да ми стане утре девојка, имам кај Марија, така да нека биде Марија Луисајд. Инаку Адриана е моја неверојатна другарица кој се пуштам веќе неколку години. Кристина Димитри или Елена Јовчевска? Кристина Димитри, наравно. И, добре. Елена Јовчевска е другарка. Ама водев една манифестација, едно отварање која она го менаџираше. Сега, проблемот што е со Елена? Елена е многу скромна. А ти не сакаш А ја не сакам скромни. А приватно, например, не е скромна, сака, например, у овој пословен живот, у емисии, во кариера да биде скромна. Затоа Кристина Димитри, затоа што си е и во приватен живот таква, и во емисии, и во низината кариера си е таква, откачена, луда, ама сепак најдобра. Терастури од пишување за Елена Јовчевска. Зелена, супер ми е Елена. Сака деца, не сака брак. Ако дешо, што има лошо тоа? Та и ти може сакаш така или неќеш? Сакам фамилија. Добро. Што имаш ти да кажеш за тоа? Снимавме со Елена и сега Елена ми се јавува. Елена е, како што кажав, скромна цура. Ми се јавува, вика Давид, избрише емисијата, молам. Вака и вака срце ме пишуваат од некои портали, јас сум од Прилеп е мало градче во кој што сепак живее еден конзервативен народ. И јас викам што работа, викам сега за мене јаделе овие, како се викаат, стомна. И сега гледам, за мене ме фалат, ја бев погаќи, мене ме фалат, прилепчани бе, поздрав до прилепчани, мене ме фалат, ама ја напаѓате Елена, вика, на коментар, како може, вика, она да роди дете, ама без маж, како може, вика, не знае како се прават деца, штрколи и ке ги донеси. Јас тука малце се налутив и викам, не може, викам, тоа да се брише, викам, тоа е емисија, тоа е веќе цела продукција, тоа е платено. Си вложил. Да, имам и спонзори и се, викам, тоа не може да се брише, тоа е, викам, како јас сега да идам кај тебе на настап, не ми гаѓаш песна, викам, ај мрша тука, немај да пееш, ке донесам друга пејачка. И продуталиве, не знам што ти кажам, кај нас сака драма, ама ја прават драмата со погрешен човек, а тоа сум јас. Мене сите, например, сака да ме заебаваат портали, мисла дека ме заебаваат, а не знаат дека јас во тој момент нив дупло ги заебавам, или ги дупам. Тоа сакам да те прашам. Има еден Прашај портал, ме. Народен глас. Дај ми дечко легенда поврата, молим те, нема да ми го спомнјаш што е портал. Те имаат на тапет цело време, Да. Ги жуѓаш малку. Те вреѓаат со Ги пукам на најакој и затоа. Така ли? Да. Па, речи ќе ги тужиш. Да, постапката е во процес. Постапката е во процес, дефинитивно. Значи, мене знаат да ме напаѓа, да ме споредуваат со... Нешто највише ми е криво кога ме споредуваат со некои наши поранешни водители, кои што, например... На времето биле травестити. Како Повој, како се вика затвореников, Боки 13. Нема да дозволам да ме споредуваат со травестит, ја не сум травестит. Јас сум мачомен со висок стил на мода. Боки 13 бил е него памтен, не сум го дете, он бил травестит. Крај, решена прича. Можам да се објаснувам модно, не е проблем. Се Народен глас да ме вреѓа со погребни зборови мене, како типот ова е гадна емисија, јас сум ваков, јас сум онаков, ружен ми рекоа дека сум бил. И јас со прегадни зборови што ми е срам да ги кажам и тие зборови не би излегли од устата на најголемиот простак и злобњак од улица. А тоа кажува портал во Македонија. И јас решив, не решив, туку поставката во процес, ќе ги тужам и парите што ќе ги добијам јавно кажувам, тие неколку 300.000 евра, нема да ги земам за себе, туку ќе ги дадам на некои што му се потребни. Тоа ќе го направам и ќе го снимам јавно, ти кажувам. Имаш ли конкуренција? Во што, во Народен глас? Во што? Во работава. Имаш уствари конкуренција? Кој бе? Ама дали се плашиш од листата? Не се плашам, не се плашам. Видиме те почнал да вежба. Што сакам да ти Имаш ли кажам? конкуренција и дали се плашиш од листата? Не се плашам, имам конкуренција, има стварно добри емисии, телевизиски емисии, за жал веќе не се гледани. Има место за сите подобани. Има. Ако знаеш да оди напред. Знаеш што ми е криво? Јас сум пријател со телевизиите, ако сум забранет, јас се знам со и газдите и со менаџерите и со овие главни уредници. Мене еден ми кажа, Давид, вика, ти си топ. Јас би те примил, ама ја не барам работа за да работам за фиксна плата. Ја не сакам, јас сакам ток шоу.
Јас да, ама викам мораш да менјаш многу работа кај тебе. Првин стил, не, ако викам го менјам стилот ќе се менувам сами од себе се. Има доста. не сум ја. Па не сум јас. Ви стаите ме. Ма Господе Боже. Сега имам конкуренција, има добри емисии, телевизиски емисии ми се свиѓаат. Кој? Ова на Мирослав Кацаров, јас колку и да сум со него, ми се свиѓа. Човеков се знае работава, си ја прави, таа ми се свиѓа. Само Мира не го сакаш. Он не ме сака мене. Јас само му враќам, ја никого не мрзам. Он на пример ме мрзат мене, јас само знам добро да вратам. И јас само не ги сакам. После Добра, како стоиш со чувствата ќе бидат после со заедни. конкуренцијата? Бомбакис подкастот ми е најдобар подкаст, едини подкаст од Македонија што гледаме на Бомбакис, најбоље нешто, човекот не сака да работи за пари, ама да дојде. Добре, ви Лазаров има подкаст. Не знам кој е ти. Значи е за добро. него не се сакаш. Не знам кој е тој. Лазар Бараков, овој глумецов од Приказни. Не знам кој е тој човеч. Добро. Не знам. Сега, каков е твојот став за нашата естрада? Абе смрт, што ти кажам. Смрт. Така ли? Естрада. Жабокречина, како ти кажам. Овде има жаби што крекаат, има змии што касаат, све има шкорпи, како ти што си, например, овој отровни, такви, секакви, добро, ти си хороскоп, сакам да кажам. Види, се мрзиме меѓу нас, али не знам зашто. Се мрзиме кога сме толку малку име се сплотиме и да градиме естрада, они например поинтересно име да се мразат, да се хейтаат и така, а двајца тројца сме. Тоа е Добре, тоа. ти се бориш да ја создадеш македонската естрада. Да. Дали тоа е воопшто возможна емисија? Сите емисија, исти ѓавол. Сите викаат дека сум лудак, дека сум ненормален. Вика, дете, Зашто се оди бре, трудиш? талентиран си бре, за милион работи, оди бре, работи нешто, вика, оди у телевизија, некоја биди потрешко. Не се глупирај, каква црна естрада, само губиш и нерви, и пари, и све. Да, тоа е тачно, ама јас, како што кажав, јас сум патриот, ја сакам да има естрадата наша. Како што на времето беше... Имаме естрада? Немаме. Треба да се гради, јас ја градам, но немаме. Никој не ме слуша. Ма добро, не можеш сам ти да изградиш. Не можам сам, а немам подршка од никој, секој се плаши, никој не го боли уво за естрада. Треба да има оние, како што каже на мој гостин, музички емисии, треба да пеат пеачиве, они не сакат да пеат. Добро, дали на Се задоволуваат со 50 евра на вечер, мислам не се парите проблем, ние работиме за дж, али, мислам стварно за дж, али треба да се трудиме. Џабе? Да. Па тоа што го заработуваме, па го вложуваме естрада, ние двајца тројца што сме. А зашто не заработиш, например, повеќе со самото тоа што ги знаеш сите тајни на естрадните личности? Ги знам сите тајни, знам со... И можеш да им се закануваш комотно да ги Никако живот, ја живот, Да, едино што мразам на планетава Земја покрај тоа што се злобните луѓе кои мене ми нанесуваат зло, јас ги мразам комарците и ништо повеќе од тоа. И Ништо. муви. Ми мувите не ги мрзам, не ме касаат. Може да замара, кажа, да али ако замара. мене има многу муви што замара, така сум навикнат на А муви, мувите знаеш на што идат? на говна. Кај мене муви не идат. Само комар. Само комарци. Добро. Затоа не мрзам никој, в животот не сум направил ништо зло, не сум заебал И никој. не ќе се те прати, што е... И да, и затоа нема потреба зашто се заканувам. Види како ти работи мозокот тебе. Приеска правевме муабет за телевизија. Да. Оваа емисија се емитува на YouTube. Па најбољи, Е, најфраерски канал, мислам, нешто, YouTube Да, сега ама не веќе би почнал гледам. нешто на телевизија. Би почнал, наравно би Али почнал. да те прифатат таков кој што си. Да ме прифатат, Ова оди да ме вака, прифатат, ако сакаш да оди на да. телевизија. Да немаат ако не- захтеви, да немаат захтеви. Ја Ја можам нема да се облечам. Гол ќе седам кажи и тоа е тоа. крај. Не бе, ќе се постан нивка ми направа проблем ако сум гол. Ќе им се и дигаат овие камерманки, жени што има монтажерки, ќе се направам проблем, после ќе почнат, немојте молам, ќе ме барат, немојте молам. Ако немам цензури, ако не ми прават захтеви, некои проблеми и планови, зашто да не на телевизија, колку и телевизијата да изумира, сепак во ова конзервативно и просто општество како нашево, сепак гледа телевизија колку толку. Ама не треба да, и не сме да се потцени јутубот, затоа што телевизијава трае 2 сати, сат време, 30 минути емисијава и ти забораваш. А јутубот можеш да ме гледаш за 30 години, верувам дека ќе ме гледаш за 30 години. Да сме здрави и живи. Така е. Ти си многу добар човек, како што разбравме во сад време. Не сум добар уопште. Не сум добар човек. Се рече дека си добар. За секој за себе ќе каже дека е добар, ама нека зборат делата. Јас Добра, можам ама- да кажам дека немам ништо направено лошо.
Добро, и дали си имаш скарано со некој да сте родат? Да, наравно. Значи тоа не си ти крив. Не, никогаш јас прв не почнувам војна. Ти кажав причава со Кацаров. Нешто... Не само со Кацаров, само со Кацаров ли си скаран? Не, па ти па, чекай рано, јас почињам овај претигра, колку ги има, утре треба да збориме. Ајде. Има со Кажувај. многу кој сум скаран. Затоа што не ме разбираат во право светло. Имаше една пејачка. Сега таа пејачка, дали да ја кажам? А зашто да не ја кажеш? Ќе ја кажам бе. Ушо сме Ама не не кажеш сакам да пред ја правам рейтинг, она падна со рейтинг, веќе не е никој Добро ништо. да кажи ја. Андријана Петрушевска се вика. Имаш ја она? Да. Јас ќе се израдав ако кажеше не. Зашто? Овој- Добро, не. Така, добра. Андријана е една небитна пејачка која јас Имаш беше у не кафана да се погоди да пее. Во која? Да, сори, не кажбај. Окей, да бе да у кафана пее она. И се запознавме, она е 3 години постара од мене, сега ќе нема да го... Јас сум, може и сум се пуштал, не е битно, окей, јака цура е. Сега, јас си кажав советот на кој беше у Гранц. Молим те, послушај ми го советот, направи нешто што е поразлично. Јас за неј се дизајнирав, цртав, правев и дадав креација за нула, за без пари, она беше гола, буквално, и се гледаше едната усница, како да кажам. Мислам, беше Само сокриена. Едната. Тоа беше мојата, другата си ја задржа за себе. Сега, пусица, може да кажеме така. Сега, она не ме разбра мене, она не ме разбра, не, ова денес е твоја. Она не ме разбра мене управо светло и така почна некој конфликт, така да се многу луѓе, они први почињат конфликт со мене. И јас само знам добро да им вратам и тоа е тоа, чао, пријатно. Тоа е Ке тоа. минуваш нешто во Тереков ми рече? Сакам да минувам, Што? па да земам една згодна водителка, што има боле деколте вечерва од мене. Да ми кажеш да ти имаш деколте, ке се затвора. Добре. Така да може да менуваме нешто, студиото се станало исто, продукцијата наравно исто, Праши го најдобро. бре колку ќе ме плаќа. Има проблем. Треба прашаме. Дали ќе ги откриеш тој да наредни гости? Па ајде бе да ги откриеме, сепак ќе биде интересно. Најпознатата наша старлета и стриптизета, Јао. најпозната наша стриптизета. Па можам да асоциација ти кажам нешто така, дека ја викаат црна. А сега каква ќе биде, дали ќе биде црна или бела во оваа емисија, тоа станува да видите наскоро. И можам да кажам дека ќе гостува една српска позната пејачка ќе гостува, тоест ние ќе гостуваме кај нејзе и тоа се Така. неки планови. Што не планираш ли да донесеш балкански звезди во Планираме ќе дојдат јавно ветувам и све ќе им платиме, ќе дојдат и ќе биде баш интересно. Тоа е скупо. Кој тебе те финансирали, некој иди да донесеш пример. Еве не Карлеуш. Абе спонзори си имаме, бе, најдобра продукција, најдобро радио, најслушано радио Цеца Македонија. да дојде да гостува, ќе ја платиш. Па мислам дека Цеца мене треба да ме плати за да гостува. Зашто? Не ја сакаш Цеца? Не, баш кој Ама човек. Цеца или Карлеуша? Карлеуш не дефинитивно не ја мрзам Цеца, Цеца си е мафија, што е факт, але пестите на пример се добри, слушани се, баш у кафана Е, знаеш да се остеш, да. Али има луѓе кои што мене ќе ме платат за да гостуваат тука. Дали си имал секс на јавно место? Секс јавно место. Да. И знаеш каде? Тоа ќе да прашам, кој е твоето најлудо место на кој си имал секс? Повеќе. Имаше на диско. Ти Не, си најлудо некоја. најлудо у диско, ам сега е затворено. Каде диско? У ВЦ. Не бе на сепаре. Тоа беше изнајмено за нас. Добро. Имаше некоја јака журка. И мои луди години, тие 17-16 години, јас не знам, онака баш се уживав во животот. Сега на пример не викуваш Сега што да си дедо направам. веќе. Не Треба сум да се беда, озброиш сега да сум се се жениш. посериозен, не бе беге. Посериозен човек сум, сега тоа никад не го направил и у парк. Градски парк, навечер, 2 сат. Баш кај Сител. Што? Баш кај Сител. Кај она. Сител? Да, лудори и детски, да. Да. Денски? Не, навечер. 2-3 сат навечер. По полноќ. Добро. Гледаш ли што ти е гостин у емисија, како си ги одговарам прашањата реално, што ме боли? Минатата година доби понуда да идеш во задруга. Да. Зошто ја одби? Затоа што во задруга учествуваат луѓе кои не знаат кој е главен град на Босна. Ја не ќам да се фалам, ама јас Кој е сепак... главен град на Босна? Па Маја Маринковиќ, според Маја Маринковиќ е Биелина, според Давид Давидовски е Сарајево, јебот. Еслам. Почел сам босански. Ајде. Не, сад не знам.
Не знаеш? Не можам да идам во задруга, колку на пример мене ми понудија 3000 евра на недела. Ја не тие пари на пример јас како што кажав ги направил Метрополис за година. Ама не можам да идам у Србија у задруга затоа што таму оди најголемиот челјам. Они на пример немаат прочитано книга у живот. Они не знаат ништо таму на. Добро, ти одиш и ќе ги образуваш. Ти си контраверзан, значи немаш Индери да изгубам. проблем. Види, 10 месеци да седам у таква шоу, ја мислам дека Ама одма излезе после 2 месеци, колку договор се потпишува, како се е тоа? подпишува договор на 10 50.000 евра ако сам по 10 месеци иницијативно самостално ако напуштиш 50.000 евра плаќаш казна на продукцијата ако напуштиш. Па не да напуштиш, некако може да ти избркаат. Па да гледам, значи не, види, да ми избркаат, треба да сум труп, треба да сум мирен, а јас мојата природа таква не е природа да сум мирен, така да ако треба, а таму што си погледам лудак, не нормален, таму добиваш повеќе хонорар. Мене ме види од Македонија, добивме јас, Андријана Петрушевски, нејзиниот бивши дечко И бивте. и сите ги одбивме. Јас одма одбив. Јас сакам да направам нека прича, ама не беа овие наши македонци спремни и одма ги одбив. Не можам да седам со најголемиот члям таму, нема шанси. Да е нешто Си културно. висока класа. Не сум висока класа, напротив. Јас сум за нив дете, само што за себе се сметам дека сум интелигентен, дека за разлика од нив барем имам прочитано книга во животот. Ти играме реплика брзи интимни прашања. Ајде. Одма ме одговараш. Одма. Кога си роден? Ова не беше одма до сега што ти зборам. Роден сум 23.6.2002 година. Што си во хороскоп? Рак со подзнак јарец. Горд си бил на себе кога? Кога јас отидов емисијата, кога завршив со Што ме образование, рече хороскоп јарец? познак сум јарец, знак сум рак. Горд сум кога сум ги добил дипломите, кога сум завршил курсови за странски јазици и така. Кога Кои си... јазици знаеш? Абе сега да не се надпреверуваме, учев англиски 20 години, учев англиски, учев турски 3 години, учев немачки, најлошото моје искуство е на година учев немачки, 2 збора не знам. 5 години учев и еден збор не знам. Да, ти си бетер од мене. Најголемо разочарување. И влашки, пошто сум пола влаф и знам и влашки. Ау. Така да. Ама не си скржав. Не сум скрежав, Не не си. сум. Си часал и ручеци, и пиење, и журки. Допрва ќе биде добрата. Е најголемо разочарување. 2019. Што се случило? Абе, па со тебе беше едно разочарување. Не ćeš да ме части и така. И разочарување кога многу ќе се вложам у некој збор за другарство. Кога се вложам, имавме ние на заедничка другарка, кога се вложам многу во некој другарство и почињам да се крстам у некој другарство и после кога добијам нош у леđа, тогаш се разочарувам и ама веќе ништо не можам А, да не получам. бев јас да се разберам. Не, тоа не беше Белисима, тоа беше наша заедничка другарка. Неостварена љубов? Ајде нека биде 2019, не остварена љубов. Најголемо... Не многу те нервираат луѓе кои? Кои лажат, крадат, сушат, се фолираат, се прават мангупи, а не вредат 2 денари. Никогаш не би простил? Никој што би простил Неверство. неверство, да. Абе зависи ако што говориме за нешто би простил, ама углавном не. Не би простил неверство, не би простил лага. Лага, многу мрзам кога некој ме лаже. Дали пцуеш и кога? Не, никогаш во животот немам пцуено, тоа не е дел од мојот карактер. Пцујам, растурам човече, секој втор збор ми е пцовка кога приметуваш и тоа не е страшно. Тоа е знак на емоција и тоа е тоа. И Давид не е Давид без? Давид не е Давид без Белисима. Во ти реков ми рече. Може, ајде. Прво сексуално искуство ти беше кога? Кај? На 16,5 години во Турска. Дали некогаш планираш Во браки Истанбул. деца? Да, планирам брак и деца. Кога и Види, со кого? имаше една гркинка, требаше нешто, ама таа беше многу постара од мене, 15 години. Сакаш постари, значи. Сака, мојот фетиш е постари, да, не дека помалите ми Милфици? пречат. Да, милфици. Тоа е таа моја категорија, милфици. Каков е твојот љубовен статус моментално? Среќен и сам. Пред 12 на раскинав, па со таа имав секс у парк. Ужаси. Мислев дека си бил помал, а не вака повозрасен. Ужас. Па добро сега. Дали си имал некојаш проблеми со законот? Сум имал. Најголемо пијанство. Морам да кажам, тој проблем со, да не бидам погрешно сватан, тој проблем со законот беше полицајци кои што работат во, како се вика тоа, да нека ми помогне некој, во Република Македонија, значи државни службеници, Во МВР? МВР, браво, МВР,
гледаш да имам искуство со МВР-СВР, имаше нека гласна журка, музика во мој стан и сега доваѓаат, пријавиле комшиите и вака и ти вика, добро, вика, намали, немој да вика да се правиш фраер, педеру, еве ќе ги цитирам. Ја викам, срам те било на таа униформа, што ја носиш тоа знаме тука, што го ставиш тука крст му се гледаш, што мене ме вреѓаш, а јас дома со 4 женски. Вака, онака, имавме некој конфликт, го зарешивме и победив јас. А што се тепавте? Не, далеко од тоа, како можеш да кренеш рака на државен службеник, у живот се немам тепано. Со никого? Само кога имам одбраната на девојка. Која? На неверојатно. Каде? У бисерата Македонија. Најголемо пијанство во животот. На Тогаш кога го стапа тој. Да, и уште едно, бетер. Ова не се срамно да кажам, што на мои 18 години. И што се случи? Беше корона. Ама не го тупи се. Беше корона и Бе бев прашање. возбуден, пошто правам 18 години и славевме на едно место со мои другари. Јас имаше базен, пошто ми е лето роден ден и толку испив алкохол, толку мешав, неискусен бев, толку мешав, све испив од возбуда и риптав у базен и водата ладна ме пресече, јас станувам, уште почнав да пием и се разбудив утре дента, кома, мртов, ме однеле до дома, ме се пресоблекувале. Ужас. Ужас. И тоа ме најголемо пијанство и од тогаш реков дека после втора, трета ќе пазам на пиење, тоа е тоа. Браво. Чекаме. Следно. Јас имам поголемо. Се заебавам, не пукам. Добро, дали си политички ориентиран? Не сум и нема да бидам. Ако сака да некој да бидам политички ориентиран, нека ме плати. Може. Да. Омилена серија или филм? Не гледам, стварно да ти кажам, не гледам, омилена серија може да ми е ова турска величествениот. Ја обожавам таа серија. Кој лик си ти од... Султан Сулейман се како јас. Не го мрзам. Многу издеверуваше Хурем, не го сакам него. Ја не издеверувам. Султан Селим II. Тој ми се свиѓа. Не ги знам тоа. Султан Селим II, Султан Мурат IV, тие ми се свиѓаат и на омилена македонска серија Погрешно време. Таа ми е најдобра онака. Да. Погрешно Омилен време. пејач или омилена пејачка, ама Наша страда. Па еве, омилен пејач дека биде Дарко Гелев Брейк. И омилена пејачка, ај нека биде Кристина Димитри. На наша страда најмногу те иритира кој? Сите тие што се прават фолиранти. Еве, например, нека биде тоа што ги спомна Фламбе, Кацаров. Кој друго кажав? Тие. Добро, дали некогаш би станал пејач? Види, знаеш што е јакото у тоа? У тоа јакото е што сега сите стануваат пејачи. Сите стануваат... Значи можеш и ти да. Можам јас, кога сум интересен, мене ме барале. Али да, ама не ќе да ми платат и сега да се брукам јас прв пат у животот да не ми платат. Не. Талентот за модот кого го наследи? Стварно не знам. Така сум роден. Татко и Татко мајка ти ми е се, фраер? не, татко ми е скопски фраер, угледен човек, исто и мајка ми, но сепак се во нека класична онака нормала. А ја на пример сум екстравагантен, така да пак ќе кажам, така сум се родил, природа ме сакала, фала на природата, ме сакала и тоа е тоа. Еве, природата ова беше за природата. За крај помалце злоба, повеќе љубов, емпатија кон луѓето и да се гледат и реков ми рече да ја почитуваат оваа прекрасна водителка, мислам дека водителка аплауз може да пева. И со омраза видов што се случи во Србија пред една недела, така да се намали со омраза, ние сте 1.600.000 луѓе, така да треба само да се сплотени. Не, отвори таа тема затоа што ќе останеме уште пола сат да зборуваме за тоа. Ако ги набројувам овие 1.600.000 луѓе, Станко, Сашо, Белисима, Давид, Јанко, Петко, Дарко, да продолжувам? Не. Добро. Ви благодарам што останавте до самиот крај на ова екстравагантна емисија Ти реков ми рече. Специјално издание. Специјално издание, каде што јас сум водител овој пат, Давид кој е водител, како беше? Автор, продуцент, оснивач, управител на оваа емисија. Правител на оваа емисија е денешен гостин. И ми беше прибава со тебе, стварно. Искрено, јас многу се чувствувам тука. Би сменила нешто малце кога би дошло. Ајде направиме обед со Дарко, па ако почињеш со нас, јас би бил среќен ќе направиме нешто. И баш ме интересира, еве на твојот и на мојот Инстаграм профил, нека напишат нашите Јас сум гледачи. Белисима, само Белисима пишете и ќе ви излезе мојот. Јас сум Давидовски _, Айкон и нека напишат, баш ме интересира дали вака ви одговараме јас и она како пар водителски. И како? Добре.
Тоа е тоа. Чао, чао, од нас се Гледате гледаме да- во 22 издание, ама со мене овој Со пас. црно. Да.